Не знам дали во некоја друга земја вака протоколарно на волку високо ниво со употреба на кирилица, каде што се употребува традиционално кинеско писмо, била дочекана македонска делегација. Можеби во Јужна Америка при посетите, меѓутоа јас не бев таму кога беше владината делегација на чело со премиерот Груевски и не можам да тврдам. За Кина ова беше на највисоко можно ниво. Кина е комунистичка земја, еднопартиски систем и не може да се очекува дека приемот би бил поинаков од тоа што се случи. Ако се сеќавате, и ти си растен во Југославија, и јас сум растена во Југославија, во едни социјалистички системи каде што строго се почитуваше хиерархијата. Така. И секој од гостите имаше соодветен третман согласно позицијата која што има дали во некоја фирма, во општество, држава и така натаму. Добро. Значи, Кина ме врати до Југославија по начинот на кој што работат, размислуваат и делуваат, а не во лошиот дел после 74-та наваму. Така. Во оној добар и продуктивен дел во кој што се создаваат нови вредности. А во однос на хиерархијата, Кина не може да се смени. Значи, седно дали е како што е сега комунистичка земја после Втора светска војна или претходно кога биле монархиите, односно династиите до Втора светска војна, хиерархијата исклучително се почитува во Кина и согласно тоа се дава значење на гостите кои што доаѓаат. Бидејќи ова беше председателска посета, шеф на држава со шеф на држава разговараат, без разлика што ние сме 2 милиони, а они се 1,5 милиарда, почитта е голема. Они знаат за Александар Македонски, знаат за античка Македонија, знаат за нашата историја, за нашите корени и претпоставувам дека дел и од добриот прием се должи на нашата богата историја со која што ја имаме.